Со знамење на половина копје и палење свеќи за покој на душите на починатите, жителите од Истокот денес жалеа за 8 загубени животи на македонските полицајци кои загинаа во престрелката во Куманово. Жителите на Кочани масовно палеа свеќи и се молеа за починатите херои. Жал, многу болка, така што не требаше младите да гинаа луѓето, децата. Секој си има живот имал си му те прерано ојдоос. Бог да и прости, ова е жално за бранителите, жално и за родителите. И мора да се издржи. Треба да се издржи, ствари. Не треба ни против други да бидеме. Него треба да имаме слога, да се поднесе таа, мислам, жалост и тоа да се поднесе. Тага, почит и болка за прерано згаснатите животи беше слика на денешното живење и во Штип. Запалиме и за загинатите по една свеќе во нивна чест и така. Тоа е стварно голема трагедија. Се 8 полицајци за џабе да погинат. Тоа не требаше да се случи, а зашто и по која цела сето ово се случило, не може никој да каже. Случувањата во Куманово и згаснатите 8 млади животи беа причина и поглаварот на Македонската православна црква од Штип да повика на единство. Ни треба најбрзо и веднаш да ги промениме односите најдни кон други и да ги почитуваме разликите и определбите во сите основи. Во завчерашните престрелки 37 полицајци се повредени, меѓу кои и еден штипјанец. Состојбата на дел од нив е сериозна, но лекарите ја оценуваат како стабилна во моментот. Македонија се моли за нивно оздравување, но и жали за Горан Стојменовиќ, Жарко Кузмановски, Сашко Самуиловски, Исмаедин Османи, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Љубиша Аранџеловиќ и Горан Стојменовиќ.